Почитувани, го следите петочното издание на регионалните вести. Зачестени се пациенти со алергии кои бараат лекарска помош во ординациите и болницата во Гостивар. Од каков вид на алергија страдаат се утврдува преку алерготест кој се врши во лабораторијата на болницата. Секој четврти човек страда од алергиски реакции кои се особено изразени во овој период од годината. Цветењето на пролетните билки и дрвја го зголемува бројот на пациенти со алергии, потврдуваат лекарите од Гостиварската болница. Ветрот брзо го пренесува поленот низ воздухот, па луѓето стануваат лесна мета на алергиите. Симптомите се различни: кивавица, кашлање, течење на носот, солзење на очите. Искуството на лекарите зборува дека пациентите многу често не можат да распознаат дали се работи за настинка или алергија, но вистинската дијагноза е клучна за правилно третирање. Така во лабораторијата на болницата во Гостивар се врши испитување преку алерготестови. Многу често во пролет имаме поголем број на пациенти затоа што поленозите се актуелни. Значи може да се манифестира како сува кашлица, мачителна, и пациентите никогаш не помислуваат на алергија и најчесто кога ќе дојдат во ординација ќе кажат јас немам алергија, као не се сомневајте. Меѓутоа позитивното е што во Гостивар има алерготестови и тоа и двата типа, и прик кожни алерготестови и рида алерготестови од крв. Лекарите објаснуваат дека лекувањето на поленската алергија зависи од симптомите, но првото правило е да се избегнува контакт со поленот. Како третман, пациентите обично добиваат антихистамински лекови во вид на таблети или спреови. За оние со потенцирани симптоми и поголеми проблеми се препорачува имунотерапија, односно вакцинација, со што се намалува чувствителноста на организмот на полени. Освен алергиите на полен, во последниве години зачестени се и алергиите на домашна прашина, животински влакна, одредена храна, конзерванси, како и од UV зраци. Со соопштение до јавноста денес се обратија од Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово ги охрабрува носителот на кандидатската листа од ДПМН Владко Ѓурчев, министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска и директорот на Националниот конзерваторски центар во намерата за реставрирање и обнова на манастирскиот комплекс, а воедно и се надева дека ќе го реализираат проектот што го ветиле за време на вчерашната посета на Лешочкиот манастир, се вели во соопштението на ВМРО на Тетово. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово, воден од фактичката состојба на ветените проекти во Тетово и Тетовско од предпоследните и последните избори од страна на ДПМН, би сакала да верува дека токму овој проект ќе биде реализиран и нема да остане само како празно предизборно ветување, пишува во соопштението. Од утре започнуваат градежните и електромонтажните работи на последната делница од новиот далновод во близина на Тетово. Градбата е предвидено да трае 40 работни дена, период во кој се можни повремени прекини во снабдувањето со електрична енергија на градот и околните места. Започнуваат градежните и електромонтажните работи на последната делница од новиот 110 киловолтен далновод, што ќе ги поврзува трансформаторските станици Скопје 1, Југохром, Јегуновца и Тетово 1, а работите ќе се одвиваат во близина на Тетово. Од утре ќе биде исклучен далноводот што сега ги поврзува Скопје и Тетово, затоа што на постоечката траса ќе се уриваат старите и ќе се градат нови столбови. Новиот далновод се гради со цел да се одговори на растечките потреби за потрошувачка на електрична енергија на Полошкиот регион и да се обезбеди стабилно и доверливо снабдување на сите потрошувачи со квалитетна електрична енергија за среднорочен период во идните 20 години. Тоа е инвестиција вредна над 3,5 милиони евра. Новиот далновод ќе го замени постоечкиот, што беше во функција подолго од 60 години. Заради изградбата на далноводот Тетово и околните места ќе останат да се снабдуваат со електрична енергија од страна на Гостивар. Од МЕПСО, македонскиот електропреносен систем оператор, информираат дека ги презеле сите потребни технички мерки за непречено и доверливо снабдување со електрична енергија на Тетово и околните населени места. Сепак заради еднострано снабдување со електрична енергија, предизвикано од изградбата на далноводот, а имајќи го предвид фактот дека Тетово и околината се голем конзумен регион, не може да се исклучи мал ризик од повремени и краткотрајни прекини во снабдувањето со електрична енергија.
Во периодот на градба, што е планиран да трае 40 работни дена, стручните екипи се подготвени во најкраток рок да интервенираат и да ги отстранат евентуалните пречки што можат да се појават при снабдувањето со електрична енергија, велат од МЕПСО. Со концерт во Центарот за култура во Тетово утре ќе се круниса 35 годишното постоење на хорот Менада и 45 години сценска дејност на маестро Ивица Зорич. Влезот ќе биде бесплатен. Јубилеот 35 години постоење на хорот Менада и 45 години сценска дејност на маестро Ивица Зорич со концерт ќе се прослави во сабота на 14 мај во Центарот за култура Илјоантески смок во Тетово. Љубителите на музиката ќе имаат можност да уживаат во 1,5-часовно навраќање во минатото со евергрин композиции испеани на 8 јазици. Почетокот е закажан за во 19 часот и 30 минути, а влезот е слободен. Ова е 2016 година е година на одбележување на 35 години на хорот. Овој концерт е замислен да биде само на евергрин композиции, така да во текот на годината во наесен планираме да имаме и други концерти каде што ќе биде со друга програма. На некој начин сакаме да им приуштиме нашите сограѓани програма која што ќе ги врати во минатото, затоа што сите овие композиции од Битлси па навака доаѓаат во програмата, ќе видите околу 20 на композиции се, на 8 јазици има изведени композиции со многу солисти, ќе има пијано придружба од корепетиторите кои што работаат со хорот, а исто така им даваме можност на младите сили, младите луѓе кои што доаѓаат, кои што се определиле да се занимаваат со музика, а воедно се и членови на хорот Менада, да настапат како пијано придружба или како инструменталисти, виолинисти. Има што ќе настапат и една наша кориска ќе видите и во програмата, и диригент на една композиција, така да сето тоа ќе биде проследено на општо задоволство и на некој начин да ќе биде мотив и стимул да се најдат на професионален план во област на музиката на членовите на хорот Менад. Исто така има и една група на композиции кои што ќе бидат придружувани од бенд, така да сите кои што сакаат и најдат свое слободно време ги покануваме да дојдат на 14 сабота во Центарот за култура Илјоантески смок во Тетово, да присуствуваат на овој наш концерт со почеток во 19 часот и 30 минути. Влезот е слободен. Во 1971 година со формирањето на вокално-инструменталниот состав шоу груп Менада, Ивица Зорич има настапувано ширум поранешна Југославија и во странство, на модни ревии и концерти со реномирани солисти. Во 1977 година го основал детскиот хор Лале, додека во 1981 година женскиот младински хор Менада. Задоволство е големо, 45 година си на сцена, преку 1000 концерти во 20 држави, настапувал некаде и повеќе пати, освоен голем број на награди. Во тој период, како на самиот почеток, со најеминентните пејачи во Македонија настапувавме, многу модни реви, многу настапи, многу убави доживувања. Сето тоа и во овој разговор ме навраќа на тој период, на тоа време кога што навистина беше задоволство да се делува и да се исполнува еден млад човек со музиката од тоа време. Инаку хорот Менада е добитник на многубројни награди и признанија во Македонија, поранешна Југославија и Европа, за што сведочат бројните настапи на фестивали, конкурси и концертни турнеи во 20 на земји. Со повеќе активности наредниот период ќе се одбележат деновите на Кирил Пејчиновиќ. Организатор на сите активности кои ќе се одржат во рамки на манифестацијата е КУТ Кирил Пејчиновиќ од ТРЦ. Финализираат подготовките за одржување на манифестацијата Денови на Кирил Пејчиновиќ. Организатор на сите активности кои ќе се одржат во рамки на манифестацијата е културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од ТРЦ. Во рамките на манифестацијата Денови на Кирил Пејчиновиќ 2016 која во целосна организација и реализација на културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од ТРЦ на 13 мај во петок во културно-духовниот центар во Лешо ќе се одржи манифестација, односно презентација на едно оро кој потекнува од ТРЦ, а воедно ќе настапат и пејачките групи од културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ.
На 14. ден во сабота Културно-уметничкото друштво организира концерт во Основното училиште Кирил Печиновиќ во Тејарце. Со почеток во 18 часот, каде што учество ќе земат и покрај нашето културно-уметничко друштво, културно-уметничките друштва Врелац од Вранска бања, културно-уметничкото друштво Симонида од Ранилук Косово и Македонското здружение во Белград Кирил Печиновиќ. Оваа прилика ја користам да ги поканам сите љубители на традиционалниот фолклор да дојдат да ги поддржат младите игрорци и да придонесат во ширењето на фолклорната традиција во Полошкиот регион. Па нашето културно-уметничко друштво, трите групи ќе се представат со по неколку сплетови, односно кореографии, ќе се изведат и неколку традиционални изворни песни, испеани во двагласно, односно со бурдонски тип. Нека биде изненадување за публиката кореографиите и кои се ората, имињата на ората. Во кут Кирил Печиновиќ членуваат над 70 на лица, млади и возрастни, кои ги негуваат македонскиот фолклор и традиција. Културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ од Тејарце активно работи веќе повеќе од 2 години од самото возобнување на истоименото културно-уметничко друштво. Во моментов културно-уметничкото друштво брои околу 70 членови на возраст од 4 па се до 20 годишна возраст. При тоа имаме и 4 пејачки групи, од кои 2 се на 19-18 годишна возраст и двете пејачки групи се во подмината возраст, односно над 50 години. Ова наше културно-уметничко друштво учествуваше на голем број манифестации како во нашата земја, така и во странство, каде што успеавме да земеме неколку сертификати, благодарници, освоени награди, места и така натаму. Кој беше мотивот за формирање на едно вакво културно-уметничко здружение? Па уште од самиот почеток целта ми беше да се младите од најнапред од Полошкиот регион што повеќе ги информираме и што повеќе се едуцираат за нашата фолклорна македонска традиција, за при тоа да бидат побогати, да знаат од каде потекнуваат и кои се самите тие. Има ли интерес и на која возраст се учесниците? Па учесниците, како што кажав, се на 4 до 20 годишна возраст, а интересот секојдневно расте и се надеваме дека ќе биде се како што треба. По завршување на оваа манифестација, што друго подготвувате, што ве очекува учество можеби на некоја друга манифестација или? Па по завршување на оваа манифестација на 27 овој месец имаме надпревар во Република Србија за традиционално пење, па се надеваме дека ќе се вратиме со некоја награда. На членовите од кут Кирил Печиновиќ и во иднина им престојат низа активности и манифестации, преку кои ќе ја промовираат убавината на македонската музика, песна, оро и носија. Почнаа подготовките за утрешниот избор на вешта жена на Македонија за 2016 година. Денес во ресторанот во манастирскиот комплекс во Лешок пристигнаа надпреварувачките и започнаа со финалното декорирање на десертот и аранжирање на масите. Започнаа финалните подготовки за утрешниот избор на вешта жена на Македонија за 2016 година. Денес во ресторанот во манастирскиот комплекс во Лешок пристигнаа надпреварувачките, односно победничките на општинските надпревари од 20 градови од земјава и победничката од Швајцарија. Нивната задача денес беше да го направат финалното декорирање на десертот и аранжирањето на масите, додека пак стручната жири комисија седна на заедничката маса за да ги утврди и договори деталите околу изборот на највештата жена меѓу нив. Јас сум Вецка Митрева, доаѓам од Струмица. За подготовките течат во нормално ред, малку сме возбудени. Се трудиме да биде во најдобра украсена тортата. Се трудам да биде најдобро од сите. Што треба на крајот да излезе како мотив? Мотив? Темата ми е Струмица под маска, дека е струмички карневал. Струмица е позната по струмичкиот карневал. Кога се одржа вешта жена во Струмица беше пред празникот Тримери и така дојде и темата за струмичкиот карневал, Струмица под маска. И темата ни е за струмичкиот карневал, да ја истакаме Струмица како град, што е најважно за неа. Сум Магдена Мавкова од град Струмица и јас се надпреварувам веќе втора година за сребер медал. Бронзениот го зедов, па нели има пропозиции 3 години пауза, па сега сум за сребер медал. Па здравје Боже, ќе се борам и за златниот. Што представува вашата
Мојата маса представува Охридски бисер. Значи, идејата ми дојде од ланската година кога бевме за етно вешта жена во Охрид и друштвото отидовме на еден коктел кај што се служа коктелот со Охридскиот бисер, еве го донесов, имам оригинал. И уште кога го пиев коктелот, би дојде идеја, викам, до година ќе ми биде таа темата. Значи, доаѓа наеднаш темата. А кога темата ја веќе имаш во главата, масата е готова. Јас сум Валентина Младеновска, доаѓам од Куманова. Трет пат учествувам на ова манифестација. За прв пат го представувам мојот град на републичката манифестација Вешта жена. Тема на масава е љубовен копнеш, мотиви се оделеноста од сопругот. Поради работа тој е надвор од Македонија и љубовта спрема него ме мотивираше да направам ова торта и целата маса е посветена на него. Јас сум Ивана Витанска, учесничка на Вешта жена 2016 во Лешочкиот манас што се одржува од Кичево. Значи, треба повеќето работи, треба тука да ги подготвиме. Значи, од главното јадене, тортата и кебаната, сето тоа што е предвидено со критериумите за одржување на овој надпревар, па веќе сме при крај, работиме тука на лице место. Кој е мотивот на масата? Како е наставено? Мојот мотив на масата е трпеза на љубовта и се надевам дека ќе биде се во ред. Во кој облик е тортата? Тортата е облик, имам облик на срце и птицата на мирот. Манифестацијата Републичка Вешта жена 2016 година ќе започне утре во 11 часот во ресторанот во манастирскиот комплекс. Припадничките на понежниот пол по 24 пат ќе се обединат во кулинарството и ќе изберат највештата меѓу нив. За веселата атмосфера на манифестацијата и овој пат ќе се погрижи тетовскиот маестро бенд, но е естрадниот уметник Јоце Панов. Во рамки на годинешната Републичка Вешта жена ќе има посебен дел посветен на животот и кариерата на сега починатиот естраден уметник Гоце Арнаудов, кој редовно пееше на дружбите на вештите жени. Медиумски покровители на Републичката Вешта жена за 2016 година се радио и телевизија КИС. Кумовите на прославата на Свети Атанаси летен во Тетовско фалише ги покануваат сите верници да дојдат на одбележувањето на празникот во недела на 15 мај. По празничната богослужба во црквата Свети Атанаси ќе следува режење на славските колачи, а за сите присутни верници ќе биде приредена братско-сестринска трпеза на љубовта со почеток во 11 часот. Четири лица осомничени за правење на експлозивна направа загинаа, 17 лица беа поведени во експлозија синоќа во село во главнокурдскиот југоисточен дел на Турција. Експлозијата избувнала околу 22 часот и 30 минути по локално време во округот Сари Камиш на околу 25 километри од најголемиот град во областа Дијарбакир, додека борци на Курдската работничка партија внесувале експлозиви во мал камион. Слика направена од полициски хеликоптер покажува огромен кратер во поле предизвикан од експлозијата. Воениот командант на Хезболах Мустафа Бадредин е убиен во огромна експлозија во близина на аеродромот на Дамаск, при што има и повредени, соопшти либанската шиитска група во своето комунике, кое е цитирано од Франс Прес. Се наведува дека Хезболах се обидува да утврди дали експлозијата е резултат од воздух, ракетен или артилериски удар. Ројтерс наведува дека ликвидирањето на Бадредин е најтешкиот удар против шиитска група, која е поддржана од Иран. Италијанската крајбрежна стража вчера од 2 брода покрај бреговите на Сицилија спаси околу 900 имигранти, претежно сирици. На бродовите имало и ирачки државјани. Овој случај представува најголем обид за масовна миграција од Сирија и Ирак кон Италија од почетокот на годината. Сириците и ирачаните најверојатно испловиле од Египет, а не од Либија, традиционална точка на заминување на повеќето мигранти кои се упатила кон Италија. Златан Ибрахимовиќ потврди дека ќе замине од Пари Сен-Жермен на крајот од сезоната. 34-годишниот шведски напаѓач е поврзуван со можен трансфер во Манчестер Юнајтед, Лос Анџелес Галакси, но и со враќање во Милан. Многу сум горд на моето време во Париз, дојдов како крал, си заминувам како легенда, но ќе се вратам, вели Ибрахимовиќ. Од ПСЖ ја потврдија веста, посочувајќи дека Ибра заминува како најголем напаѓач и еден од најдобрите играчи во историјата на клубот.
Денес имавме претежно сончево, потопло и ветровито време, наместа со појава на локална облачност и врнежи од дожд. Утринските температури се движеа од 7 до 17 степени, а дневните од 15 до 25 степени. Утре не очекува претежно сончево време, со локална облачност. Попладне наместа нестабилно со врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од 8 до 16, а дневните од 17 до 27 степени. Тоа беше се во овие регионални вести. Останете и понатаму со нашите програмски содржини. Пријатно!